Здраво, Емилија. Јас сум Азур, програма која го претвора текстот во говор. Можам вака да одговарам на твоите прашања, само да не ги исплашиме гледачите. Предлагам да ги запознаеш со еден мој колега. Тој е робот кој комуницира со пишување и е многу популарен во моментов. Денеска имаме необичен соговорник. Наместо со човек разговараме со вештачка интелигенција или бот, позната како ChatGPT. Ќе го замолам сам да ви се представи во 3 едноставни реченици. Младите со кои разговаравме велат дека за дел од средношколците, например, читањето на лектири е веќе минато од како постои ChatGPT. Па така, наместо да читаат книги од неколку стотици страници, тие едноставно му велат на роботот да им ги прераскаже накусо. Добро упатените вака пишуваат и цели семинарски трудови. Па ќе го прашаме дали знае дека некои го користат за мамење. Мисли ли дека е закана за образовниот систем и дека поради него се помалку ќе се читаат книги, а се повеќе ќе се препишува? Имам зададена задача од професорка во средно да направам 3 презентации во 24 часа. Нешто што мене би ми требало подолго време, ChatGPT го заврши за половина час. После тоа ви испратив сите презентации кај професорката и добив 100 поени и заклучена 5 на полугодие. Најмногу моментално се користи по приватните училишта каде што има часови на англиски јазик и домашните и сличните задолженија може да се предават на англиски. Јас мислам дека ова има катастрофален импакт, гледајќи дека веќе учениците ќе прекинат да пишуваат есеи сами по себе, ќе го загубат тој креативен дел од нив и ќе предадат целата работа на компјутерот. Со користење на компјутерот само си се лажеме себе си и никој друг. А што велат професорите? Како системот ќе се брани од ударот на ChatGPT и сличните на него? Јас лично мислам дека не може да имаме штета од вештачката интелигенција. Дури многу повеќе можеме корист да имаме отколку штета. Тоа е како да ме прашате каква е штетата што може да ја донесе дигитронот пред 50 на години, да речеме, кога за прв пат започнаме да се употребуваат. Вештачката интелигенција допрва ќе понуди уште помоќни алатки, ова е некој предвестник на времето што доаѓа. Образованието треба да се прилагоди на тоа, целото општество треба да се прилагоди на овој процес. Затоа што само помоќни ќе стануваат алатките и потешко ќе може да се каже дали нешто е напишано од човек или е напишано од машина. И можеби прашањето би требало да биде како можеме да употребиме таа алатка, односно да ги научиме студентите, односно да ги насочиме студентите како да ја употребат таа алатка да сработат повеќе отколку што може да сработат до сега. Јас сум Везилка, новиот систем за синтеза на говорот текст на македонски јазик, развиен на феј од групата за говорни технологии. Дали сакате да зборуваме македонски?